Сдруженијето на новинарите на Македонија е шокирано од одлуката на Основниот суд во Скопје, со која новинарот Томислав Кежаровски е осуден на 4,5 години затвор за објавување на текст со кој наводно бил откриен идентитетот на заштитен сведок. ЗНМ смета дека оваа одлука не го осуди само новинарот Кежаровски, туку е вперена против слободата на изразувањето и слободата на медиумите. Со тоа Македонија стана единствена земја во југоисточна Европа со осуден новинар заради напишан текст за злоупотреба на институтот заштитен сведок. Судот место да го заштити јавниот интерес, застана на страната на злоупотребата, која после оваа пресуда доби и судска заштита. Пораката е многу застрашувачка. Секој новинар што во иднина ќе открие злоупотреба на власта, ќе заврши во затвор. Но ваквото заплашување нема да успее, затоа што секој добар новинар во Македонија би го направил тоа што го направи Кежаровски. Сите ние сме Кежаровски. Убедени сме дека одлуката е во спротивност со судската пракса на Европскиот суд за човекови права во Страсбург, кое македонското судство е обврзано да го почитува затоа што Македонија е потписник на Европската конвенција. Евидентно е дека судот не направи обид да го примени тестот на пропорционалност, кога одлучува за предмети поврзани со слободата на изразувањето, да направи баланс меѓу слободата на изразувањето, односно правото на јавноста да знае за злоупотребите на власта и останатото законодавство. Ваквата интервенција на судот не може да се смета за неопходна во едно демократско општество, затоа што ние сметаме дека над правото на јавноста да знае за злоупотребите на власта не може да има повисока цел. Пресудата ќе биде обжалена и се надеваме дека апелациониот суд ќе има поголемо разбирање за слободата на изразувањето и заштитата на јавниот интерес. Ја веќе кажав дека оваа пресуда ќе ја обжалиме и ќе ги искористиме сите правни можности што ни стојат на располагање да ја убедиме, да ги убедиме судовите дека во случајот на Кежаровски прават грешка. Мислам дека разочарувачки, јас сум разочаран што македонското судство и покрај дебатата што имаме во изминатите 2 години дека нашите судови треба да се водат од судската пракса од Страсбург, покажуваат дека ама воопшто не само што не го имаат во предвид, туку тотално и го игнорира. Тогаш се постава прашањето за кого Министерството за правда ги преведуваше тие пресуди од Европскиот суд. Дали воопшто некој ги чита тие пресуди? Ние ќе продолжиме да инсистираме Министерството за правда да го искористи институтот што им се на располагање да покренат иницијатива за аболиција на Кежаровски. Затоа што самата иницијатива не значи дека Кежаровски ќе биде аболиран, тоа зависи од председателот на државата, меѓутоа тоа ќе покаже еден гест од страна на владата дека навистина води сметка за ова прашање кое што му е, вие знаете, од извештајот на Европската комисија е еден од врвните приоритети според кое Европската комисија ќе го вреднува напредокот на Македонија во евроинтеграциите. Ако владата, ја верувам дека владата води сметка за одлуката што Советот на ЕУ ќе ја донесе во декември и ќе постапи по ова прашање.